Се враќаме назад во студиото и она тема од светот која што го зазема фокусот е секако Брекзит и гласањето по договорот кој што го предложи Тереза Меј премиерката, која што пак не го преживеа, затоа што 432 претеници гласаа против, што ќе каже дека гласаа и луѓе од незината партија во британскиот. Како што се очекуваш и најавуваш. Така. И сега се разврзува она кои се можните сценарии. Ако се знае дека 29 март 2019 година е датумот кога Британија мора да излезе од Европската Унија, а при тоа нема договор, нема простор за нови преговори, како што ќе кажат и самите први луѓе на Европската Унија, што е она што сега и проследи и следи односно на Велика Британија? Па прво да видиме денеска нели се гласа недоверба за владата на премиерката Тереза Меј, иницирана од опозицијата и од опозициониот лидер, значи лабористите бара уште вчера да се гласа недоверба на владата, односно доверба или недоверба, а беше пролонгирана за денеска, така да ќе видиме денеска во текот на денот и до крајот на вечерта дали ќе биде изгласана недоверба на владата. Доколку тоа е првото сценарио, биде изгласана денеска недоверба на владата на Тереза Меј, има процедура од 10 или не знам 12 дена кога повторно ќе се стави во процедура во парламентот во долниот дом гласањето за недоверба. Доколку и тоа се потврди денешната недоверба, тогаш се оди на предвремени парламентарни избори, што ќе биде голем пораз за една британска влада, особено за британската премиерка Тереза Меј, и тоа е едно од сценаријата. Подоцна ќе видиме каков ќе биде изборниот процес. Опозицијата најави дека доколку таа победи на тие предвремени парламентарни избори, ќе врати Британија во Европска унија и ќе го укине Брекзитот. Тоа е една од првите. Но и тоа не може да го направат правно. Правно не можат, но тие се сценаријата. Значи, едно од сценаријата е сега да се оди на тврд Брекзит. Британија да излезе на 29 март. Без договор, без договор, што ќе биде голем хаос во институциите, особено на Велика Британија, бидејќи без договор. Значи, нема договор за слободна трговија, нема договор за монетарна унија, нема за царинска, нема за проток на луѓе. Би влегле во едно лимбо и Британија. Тоа би било, да. А да не збориме дека репрекусиите ќе бидат и трговскиот договор на Лондон со Вашингтон, бидејќи до сега Лондон и Велика Британија сите меѓународни договори ги има во рамките на Европската унија, а не билатерално бидејќи беше членка на Европската унија. Тоа е првото сценарио. Второто сценарио е владата да предложи нови преговори со Европската унија, но тоа ќе биде проблематично бидејќи роковите се мали. 29 март е според првиот договор излегувањето на Лондон од Европската унија. Доколку почнат тие преговори, ќе видиме дали ќе има можност и каква правна рамка ќе се случи, дали ќе успеат или ќе одат до 29 март, па ќе се пролонгираат тие преговори, да се обидат повторно да најдат некој начин помеѓу Брисел и Лондон, за да се двете страни конечно да извлечат некој ќар од цела оваа приказна. Третото сценарио, нели се предвремени избори, тоа сценарио веќе трае, ќе видиме денеска, ќе видиме за 10 на дена дали ќе преживее владата на Меј. Според оние анализи и очекувања најверојатно нема, но треба да ја видиме таа процедура, да не збориме однапред. Четвртото сценарио е можно гласање за доверба на владата, тоа исто така трае денеска. Ке видиме, значи тоа се тие сценарија и на крајот е владата да се одлучи за одржување на нов референдум. Тоа е исто така проблематично, бидејќи нема да има простор, повторно ќе кажам, до 29 март, има околу 70 на дена ми се чини. Така да што и да прават, едноставно јас ќе го цитирам вчера европските представници, особено мислам дека тоа беше изјавата на Јункер кој рече ако нема договор и никој не ќе да постигне договор за двете страни, онда каде е корисноста на новиот договор помеѓу? Да, и во тој однос околу одржувањето, едното сценарио за одржување на нов референдум, прилично децидни од Европската комисија чинам дека нема да има можност за нови преговори за Брекзит, нели доколку Европа нема да отстапи од оние отстапки кои ги направи во преговорите кои вчера беа отфрлени. Зборувам за тоа дека во овие цели преговори Лондон се осети како да има само обврски, а да нема права. Од друга страна, европјаните беа децидни и рекоа доколку вие излегувате од Европската унија, ова се нашите понуди. Значи вие веќе не сте член на европско семејство и ќе имате нови закони. Затоа и велам, неколку пати тоа го зборувавме, има тврди мек Брекзит, тврдиот Брекзит би било овој што по се изгледа е во моментова, тоа е заминување на Британија од Европската унија без никакви договори, па
повторно подоцна како суверена држава да се обиде да направи некакви договори со европското семејство. Мекиот Брекзит предвидува нешто друго, нешто како случајот со Норвешка, каде што Британија би останала во царинската унија со Европската унија и би имала слободен проток на луѓе, значи да не се бараат визи и веројатно да биде на некој начин членка на Европска унија однадвор. Тоа е тој мек Брекзит кој во моментов го ужива Норвешка. Тврдиот Брекзит би донел уште една разврска која што не ја одговара, најмалку ја одговара на Велика Британија, тоа е тогаш тука ќе се јават на површина барањата на Шкотска, нивната желба за да не се најголем спорен беше, јас само да потенцирам. Да не сакаат нели да излезат. А бекстопот предвидува онаа граница помеѓу Северна Ирска и Република Ирска, на многу пати го зборувавме тоа, дека доколку Британија се излезе од Европска унија како што беше Брекзитот, ќе има проблем бидејќи северно ирците кои се на британскиот полуостров и Република Ирска ќе мора да имаат граница, а таа граница ќе потсетам дека изминатите 80-тите години на минатиот век предизвикуваше огромни судири помеѓу протестантите и католиците, односно помеѓу англичаните и ирците, и поради тоа не е добро доколку таа граница биде повторно вратена. Од друга страна, Шкотска самата полно пати рече дека не сака да излезе од Европска унија, таа има нели афинитети да биде независна држава, а ова само дополнително ќе ја даде кураж да каже ние сме европјани, не ќе да останеме суверени во Британија, туку сакаме да останеме во Европската унија. Дејан, ти се чини ли, бидејќи мене ми се чини дека не обрнаа внимание доволно британците на преговорите, не обрнаа доволно внимание на роковите за излегување од државата и како никој да не сака да го каже она што го мислат. А тоа е дека Велика Британија да излезе од Европската унија би било грешка. Сепак знаеме дека Брекзит е наследен проблем. Не е процес кој што го тераше Тереза Меј. Подлабоко у таа цела приказна. Британија беше во историјата најголема империја во светот. Го држеше пола и повеќе од светот. Како што поминуваше времето, како американците после Втората светска војна нели се скрца во европската, полека британската сила, британската колонијална моќ опадна. Британците кога влегоа во Европската унија беа една од најмоќните држави. Ми се чини дека британците се преценија сметајки дека тие се и понатаму голема империја и дека се поголеми од Европската унија. Меѓутоа не ги видоа реално не само последиците, него проценката е направил лоша, бидејќи светот е многу сменет од изминатите 50 години, особено по паѓањето на Берлинскиот зид. Светот е глобален, веќе не е онака како што порано во минатото било Британската империја, Француската империја. Денеска империите веројатно покрај Соединетите американски држави каде што партиципираат во НАТО, империите се Европската унија и сите тие големи економски унии. Британија едноставно се прецени, мислеше дека е поголема од Европската унија, а сега се покажа на некој начин дека ќе дојде во ситуација дури да моли да се врати, да биде интегрирана во унијата. А можеби Камерон тоа на време го свати, па прво го наметна проблемот, па се тргна од... Па Камерон не го наметна како политичар, таму веројатно луѓето сакаа, британците сакаа секогаш да се, нели не случајно во нашиот јазик се прават англичани. Нели англичаните секогаш се сметаат дека се нешто над или дека они се полуевропјани, не се целосно европјани бидејќи се острово. Меѓутоа повторно ќе кажам, мое лично мислење дека англичаните се преценија, не ги видоа и увидоа околностите во кои светот денеска се наоѓа, а тоа дека е глобален, а не е како во минатото кога Британија била голема империја и го држала целиот свет. Да, со оглед и на последните случувања можеби се потврдува оваа твоја констатација, односно став, сакаш што да, добро. Таа ми е констатацијата, но јас би сакал и малку из Европската унија да кажам дека ова е можеби мала порака до Европската унија, бидејќи таа изминатите години западна повеќе во бирократија и голема администрација, па предизвика кај повеќето земји членки кои се како моќни и двигатели на таа Европска унија незадоволство. Јас ќе потсетам дека и она што се случува во една Франција со жолтите елеци и она што се случува незадоволството таму. Во Британија желбата да можеби треба да се напушти Европската унија. Ова е можеби мала порака до Брисел дека треба малце да намали таа бирократија и да дозволи и таа да се реформира, бидејќи сепак сме 21 век. Да. Добро. Андоновиќ, ти благодариме за гостувањето и разговорот, секако стандардно блог
со анализа од светот. Почитувани, ние го заокружуваме ова време во овој дел од студиото 1. За кратко следуваат вестите на 1 ТВ, па се гледаме повторно нешто пред 17 часот.